Добро вечер, вести на Канал 8. Започнуваат подготвителни активности за реализирање на најавата за реконструкција на патот Штип-Кочани. Граѓаните од регионот своите мислења и забелешки ќе можат да ги искажат на јавна консултација што ќе се одржи в среда во Облешево. Со јавна консултација со граѓаните ќе започнат подготвителните активности за реализација на проектот за реконструкција на магистралниот патен правец Штип-Кочани. Се работи за сообраќајница што поврзува повеќе општини од источниот регион, заради што потребно е да се слушне мислењето на локалното население во поглед на заштитата на животната средина и социјалните аспекти. Носител на проектот за реконструкција и рехабилитација на магистралниот пат А3, што порано ја носеше ознаката М5, е јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија. Од таму е испратено и официјално известување до локалните самоуправи во регионот за преземените активности. Со оглед на важноста да се слушне и јавното мислење, дел од општините упатија и писмени и директни повици до граѓаните да се вклучат во почетната фаза на проектот. Сите заинтересирани граѓани, сите засегнати граѓани и засегнати страни да присуствуваат на јавната консултација во врска со оваа проектна програма што ќе се одржи на 18 декември оваа година со почеток од 15 часот во просториите на општината Чешиново Облешево. Со реконструкцијата на патниот правец меѓу Штип и Кочани се предвидува истиот да се претвори во експресен пат со должина од околу 27 километри. Според најавите, се планира да се добие уште една, трета коловозна лента, со што ќе се овозможи побрз проток на сообраќајот, а воедно би се избегнали така наречените црни точки на кои во изминатите години се случија поголем број сообраќајни несреќи со потешки последици. Јавната консултација, што в среда ќе се одржи во Облешево, е отворена за сите граѓани од општината Домакин, како и од соседните Кочани, Зрновци, Виница и останатите кои гравитираат кон магистралата. Општина Кочани ја продаде парцелата од над 6 хектари наменета за откупно-дистрибутивен центар. Купувачот веќе ја уплатил сумата и се очекува да го реализира планираниот објект. Кочанската локална самоуправа инкасираше близу 4 милиони денари од продажбата на градежната парцела во местноста Виничка Вада во близина на зоната лесна индустрија. На распишаниот тендер за јавно наддавање се пријавил заинтересираниот купувач, заради кој и беше започната постапката за продажба. За сега од општината се уште не се соопштува неговото име, иако во јавноста веќе се пласираа информации дека се работи за сериозен странски инвеститор кој ќе реализира нов капацитет. Негова обврска е да вработи 200 работници на неопределено време, и тоа првата година од добивањето на решението да вработи 100 лица, а во наредните 2 години уште 100, за што ќе треба да достави доказ до општина Кочани. Исто така, еден од условите при продажбата на парцелата беше објектот што ќе се гради да не биде со помала површина од 8000 метри квадратни. Дополнителните услови се со цел за да се направи градежна парцела да се продаде на таков субјект што е стварно заинтересиран за инвестиции во општината, што ќе обезбеди поголем број на вработувања во општината, што ќе допринесеме и ние во намалувањето на бројот на невработени лица, а се со цел за развој на оваа општина. Па ние очекуваме дека веднаш по продажбата потенцијалните инвеститори што најавуваат дека ќе и веќе имат поднесено барање за јавно надавање, најавуваат дека веднаш после продажбата ќе започнете со изградба на објектот, што во блиска иднина од прилика за една година би очекувале да проработи тој капацитет. Почетната цена за метар квадратен изнесуваше 61 денар, а странскиот инвеститор кој ја купил парцелата бил единствениот понудувач на јавниот тендер. Здравствен дом Кочани спроведува санациони активности за подобрување на условите за работа во установата. Менаџментот најави реновирање на итната медицинска помош. Ке се реновира итната медицинска помош. Менаџментот на Здравствен дом очекува дека со овој зафат ке се подобрат просторните и технички услови за работа. Итната медицинска помош ке опфати доградување на дел од ходникот, од надворешната страна ќе се оди до габаритот напред од западната страна, со тоа ќе се добијат уште 2 до 3 простории, а исто така ќе се добие просторија која што ќе се искористи за поставување на 3 до 5 кревети и која што ќе функционирала како дневна болница.
Реконструкцијата во итната медицинска помош е само една од санационите активности во здравствениот дом. Во наредната година здравствен дом планира од собствени средства да продолжи во стариот објект, односно во службите за вакцинација, детска превентивна стоматологија и дел од концесионерите на просторот од здравствен дом да изврши промена комплет на сите прозори и врати со внатрешно белење и уредување надвршено на фасадата. Неодамна беа заменети прозорците и вратите во службата за систематски преглед на ученици и студенти. Исто така е извршено воросување белење на овие простории. Исто така е извршено белење на просториите на итна медицинска помош кои што ги користат дежурните доктори, сестри и возачи. Променети и патосот во овие простории. Здравствениот дом располага со далеку поскромен буџет во однос на оној на општа болница, но менаџментот е со намера да ги подобри условите за пациентите и вработените во рамки на расположливите средства. Пешачкиот мост кај градскиот пазар и дел од дуќаните што се наоѓаат на него се претворени во депонија. На последната седница на Советот беше упатено барање до Кочанското комунално предпријатие редовно да го чисти и оддржува просторот. Вистинска депонија се дел од дуќаните на пешачкиот мост кај градскиот пазар. Без прозорци и врати во внатрешноста лесно се влегува, па наместо за основната функција претворени се во јавни тоалети. Бидејќи се шири неподнослива смрдеа, граѓаните обично ги заобиколуваат, доколку не мораат да поминат оттаму. Со оглед што се во централното градско подрачје, кое секој четврток е посебно фреквентно, представуваат лоша слика за градот кој претендира да биде најчист во државата. На последната седница на Советот беше упатено и барање до комуналците да преземат мерки за санирање на состојбата. Дали имате планирано некои мерки да преземете со ова жариште на заразни болести? Знаете, зборувам за два дуќани таму, според нив се продава храна, секојдневно поминуваат многу луѓе. Од комуналното предпријатие Водовод рекоа дека се запознати со ситуацијата, но оти станува збор за приватни објекти врз кои тие немаат директна надлежност. Сепак беше ветено дека соодветно ќе се реагира. Стоиме на располагање, ќе ги одржуваме сите тие лоцирани точки и ќе одговориме на сите барања повремено кое ќе треба да се интервенира. За сега сликата во дуќаните и околу нив не е променета, зашто сведочат денешните снимки од локацијата каде тие се наоѓаат. Според информациите на собствениците на дуќани во соседството, запуштените објекти престанале со работа пред неколку години, поради финансиски проблеми на нивните газди. Сега собственоста над нив ја презела една од банките, кај која дуќаните биле заложени како хипотека. Сепак, тоа не треба да биде оправдување за големата нехигиена во и околу нив, што останува како обврска на комуналното предпријатие. И Виница ќе добие капела во состав на градските гробишта. Веќе се започнати градежните активности за преуредување на објектот, што е во нивна непосредна близина, а чиј собственик е комуналното предпријатие Солидарност. Во Виница започна да се гради градска капела. Објектот што се најавуваше во изминатите години ќе се добие со адаптација на постоечкиот објект кај градските гробишта. За оваа намена локалната самоуправа ќе издвои околу 2 милиони денари од сопствениот буџет. Носител на проектот е комуналното предпријатие Солидарност, кое веќе ги започна градежните активности. Според идејниот проект, планирано е да се изврши реконструкција со проширување и преадаптација на постоечкиот објект кој служише како магазин на предпријатието Солидарност. Капелата ќе биде градена според неопходните стандарди со ладилници и место за испраќање на покојниците. Изведувач на работите што веќе се во тек е градежната фирма Дама 2 од Виница. Со оглед на затворената финансиска конструкција, се очекува активностите за адаптација на објектот да завршат идната година, кога тој би требало да биде предаден во употреба.
Учениците и полицијата на заедничка дружба. Организиран фудбалски надпревар од проектот за превенција од насилство во училиштата и малолетничката деликвенција. Во рамки на спортските активности од проектот Превенција од насилство во училиштата и малолетничка деликвенција се одигра надпревар во мал фудбал помеѓу двете средни општински училишта, домакини од Гошо Викентиев и гимназијата Лјупчо Сантов. Во екипите учествуваат 4 ученици, 3 ученички и 1 униформиран полициски службеник. Целта на одигрувањето на мал фудбал е да се подобри комуникацијата, меѓусебната доверба и соработка и партнерството помеѓу полицијата и учениците. Учениците од проектот добија мајци со испишани пораки против насилството. Од страна на мисијата на ОПСЕ, за секој учесник во екипата е донирано по една мајца со логото не за насилство, туку за спорт и толеранција, една фудбалска топка и се надевам дека и во наредната година ќе се спроведуваат вакви проекти, се со цел да се подобри комуникацијата, партнерството, довербата и соработката помеѓу полицијата и учениците со наставниците. Во рамки на истиот проект неодамна завршија едукативните работилници низ училиштата, а истиот ќе биде заокружен со театарска представа што ја подготвуваат средношколците од Штипската гимназија Славчо Стоименов. Ротари клубот организираше турнир во пинг-понг. Настанот имаше хуманитарен карактер. Хуманитарниот турнир во пинг-понг се одржа во просториите на виничкиот клуб Винспин. Собраните средства ќе бидат наменети за помош на децата со посебни потреби. Ова не е наша прва акција за лицето таа категорија, нема да биде ни последна, но еве денес се организира на тој начин да со целата котизација од учесниците кои немаат никаква награда за тоа освен хуманото дело кое го прават, да биде наменета за овие дечиња. Повикот за учество на турнирот најде на голем одзив. Има учесници доволно, има и лица кои имаат уплатено средства иако не учествуваат, само да ја подржат оваа акција, на кој им се заблагодарувам, како и на клубот од Виница кој има возможност и технички услови за ова случајување кој денес го имаме. Задоволен од одзивот на турнирот е и подпредседателот на Ротари Владко Димитровски. Гледаме тука дека има едно 30 учесници, што значи дека за почеток мислам дека ќе има добри резултати. Тоест ќе оствариме намерата да собереме некои средства финансиски кои што ќе ги намениме за децата со посебни потреби. Домакинот клубот Винспин во турнирот гледа можност за поширока популаризација на овој спорт. Учесниците на овој турнир се повеќе, значи, приватни бизнисмени, стопанственици, значи, личности од јавниот живот во двете општини. И ние тука гледаме шанса, значи, доколку секој во рамките на своите можности дадат некој допринос во развојот на пинг-понгот и пред се, значи, да го помогнат нашиот клуб. Организаторот на турнирот и клубот Винспин се надеваат дека хуманитарниот турнир ќе стане традиционален. Во рамки на М18 младинската кошаркарска лига баскет денов сабота со почеток во 18 часот ја пречекува екипата на Струмица. До крајот на разигрувањето останува да се доигра уште едно коло на гостински терен против екипата на Куманово. А во рамки на М14 лигата тимот на Сашко Лазаров гостува во Скопје против екипата на Јуниор, со што се заокружува првиот дел од сезоната. Тоа беа вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Имајте убав викенд. Довидување.